Добар ден, почитувани, ја следите најновата тема Амбуланта. Ларингсот е орган што ни овозможува да зборуваме, пееме и да го изразиме сопствениот глас. Но што се случува кога поради болест мора целосно да се отстрани? Како изгледа животот без ларингс? На кој начин се менува дишењето и зборувањето? Какви современи методи постојат за рехабилитација на гласот? Како пациентите повторно учат да зборуваат и живеат со новиот глас, ќе ни појасни доктор Игор Ценевски, раководител на оделението за вродени и развојни нарушувања на гласот, говорот и јазикот. Останете на тема, ќе имате можност и да поставите прашање во програма. Како изгледа животот без ларингс, односно грклан? Кои се најчестите предизвици, но и решенијата во таков случај ќе го прашаме доктор Игор Ценевски, раководител на оделението за вродени и развојни нарушувања на гласот, говорот и јазикот од Центарот за рехабилитација на вербалната патологија, односно поранешниот Центар за рехабилитација на слух, говор и глас. Докторе, добре ни дојдовте во тема Амбуланта. Денеска ќе проговориме за една малку поспецифична тема. Ќе започнеме од тоа како се создава гласот, каква улога има гркланот, односно ларингосот во целиот тој процес. Так. Создавањето на гласот е еден доста сложен процес, кој што се случува со фактички многу случувања за многу кратко време. Се започнува со процесот на дишење. Во моментите на издишување, кога издишуваме, самите гласилки се наоѓаат на самиот дишен пат и тие фактички вибрираат, се придвижуваат и на тој начин го формираат дел од гласот, а за да добиеме конкретен глас, односно да добиеме и говор, зависи понатаму од другите говорни органи, како што се устните, јазикот и се разбира тука се и завите. Некои пациенти поради болест мораат да појдат на операција, при што се отстранува целиот ларингс. Обично, кои причини доведуваат до целосно отстранување на овој орган? Така, најбитната, најважната фактички причина е карциномот на ларингсот. При карциномот на ларингсот или при тоталната ларингектомија целосно се врши отстранување на ларингсот и со тоа фактички пациентот ја губи можноста за продукција или производство на глас. Сега, за да се продолжи понатаму, треба да се отиде на рехабилитација за да може да се научи езофагијалниот говор, за повторно да се воспостави на некој начин одземената функција за продукција на глас, а со тоа и на говор. Докторе, трајно се менуваат дишните патишта откако ќе се отстрани ларингсот, односно гркланот? Да, за жал. И дека се формира стома? Да, се формира. Тоа е еден отвор? Да, со правењето фактички на тоталната ларингектомија и целосното отстранување на ларингсот, дишните патишта целосно се менуваат во однос на претходната состојба и во тој случај се врши отварање на трахеостома во предниот дел на вратот. Тука некаде? Да, во предниот долен дел на вратот. И пациентот сосема ќе го изгуби гласот? Сосема го губи гласот, бидејќи ги губи фактички гласилките заедно со останатиот дел или структури на ларингсот и со тоа се губи можноста за продукција на гласот и се губи можноста и за социјалната интеракција која што пациентите, бидејќи станува збор за малку повозрасни пациенти, претходно во текот на животот нормално комуницирале и нормално продуцирале глас. А освен на говорот, дали ова операција ќе влие и на некои други сетила, да речеме? Ќе биде ли засегнато сетилото за мирис? Да, добро што споменавте. Бидејќи претходниот дишен пат се одвива при вдишување, повлекување на воздухот низ носот и носната празнина, па се до белодробието, тој дишен пат во овој случај целосно прекинат. И со отварањето на трахеостомата се премостува на некој начин овој дишен пат. Меѓутоа, во нашиот центар се вршат посебни вежби за овие пациенти, кој што се нарекува маневар за насочено носно движење на воздухот. Значи, тие всушност не дишат преку нос повеќе? Не дишат преку нос. Не може преку стомата дишат? Дишат директно преку стомата. И токму затоа веќе не може да почувствуваат мирис? Па, мирисните молекули не може да стигнат до нерви олфактори, односно до мирисните рецептори во носот.
има посебна техника со која што се работи и со која што фактички пациентите, ларингектомираните пациенти можат да создадат вакуум во усната празнина и на некој начин да повлечат барем дел од воздухот во носната празнина, во кои тие мирисни молекули би можеле да стигнат до нерви олфактории, за да добијат представа за чувството за мирис или за постоење на одреден мирис. Тука зошто е сето тоа битно за нив? Пред се од безбедносен аспект е битно. На тој начин они може да почувствуваат, да речеме, одредени запаливи материи, како што се испарливите пари на бензин или евентуално гасови, чад, плин и така натака, во кои би можеле да се заштитат на некој начин. Тоа е едната димензија на целата работа, и другата димензија, бидејќи мораме да кажеме дека овие ларингектомирани пациенти по извршената целосна тотална ларингектомија најчесто се упатуваат на онкологија и по завршената хемотерапија и зрачна терапија, доколку за тоа има потреба, особено после зрачната терапија, мораме да кажеме дека дел од јазичните папили се озрачени, кај некои пациенти се губи делумно чувството за вкус, а кај некои пациенти па и целосно се губи чувството за вкус. И во тој случај можноста да почувствуваат мирис за нив значи многу. Зошто го кажувам ова? Затоа што ние кога конзумираме храната, првенствено ја конзумираме преку мирисот, мирисот не привлекува. Не привлекува, после или преку сетилата, преку папилите за вкус на јазикот. И ова е како еден вид на компензација за губење на чувството за вкус. Но има начин и методи за па морам да кажам дека јас колку што јас имам сознание, тие вежби се прават во Германија, во Холандија и тука во нашиот центар. Одлично. Сега ќе проговориме за методите кои што овозможуваат говор на рехабилитација кај овие пациенти. Споменавте езофагиален говор. Езофагус е всушност хранопроводник. Значи говор преку хранопроводникот? Да, како тоа е возможно? Тоа е доста сложен процес. Не е лесен. Значи хранопроводник е всушност онаа цевка што ја носи храната од устата до желудникот. До желудникот, токму така. И тој процес во почетокот е малку тешко да се објасни на овие повозрасни, да речеме, пациенти, бидејќи сите ние најчесто спонтано дишаме, спонтано зборуваме и не размислуваме како оди целиот тој процес. Сега во случај при направената целосна тотална ларингектомија, каде што е целосно отстранет ларингсот заедно со гласилките, мораме да најдеме алтернативен начин како да произведеме глас. Првата работа која што се прави фактички со овие пациенти за добивање на така наречениот езофагиален говор е да научат, во наводници ставам, голтање на воздухот. Да го голтнат воздухот, тој воздух да се спушти преку хранопроводот, да стигне до желудникот и заедно со помош на стомачната мускулатура, на диафрагмата и на интеркосталните, односно интерребрените мускули, да се притисне и повторно тој воздух да излезе преку хранопроводот и на тој начин да се продуцира глас, а со тоа и збор, односно говор. Тешко ли е тоа за пациентите? Комплицирано ли е? Тоа е многу тешко и многу комплицирано, особено што тој езофагиален говор би требало да звучи нешто како, да речеме, подригнување. И има, например, кај одредени пациенти кои имаат и психолошка бариера. Како сето тоа да се совлада, бидејќи во некои други ситуации сето тоа би било било во делот на непријатно или некултурно, но кај овие пациенти токму тоа е пожелно и токму тоа се бара да се добие. Значи како подригнување. Како подригнување. Гласот што ќе се добие нема да наликува на она што било претходно? Не може да наликува на претходната состојба, но е најблиску до бојата и квалитетот на гласот на претходната состојба кај секој пациент поединечно. Обично колку време им треба на пациентите да вежбаат за да постигнат глас и говор на ваков начин? Просечниот временски период е некаде помеѓу 6 и 8 месеци. Меѓутоа тоа не значи дека некои пациенти нема да добијат и после 1 и после 2 месеци од започнувањето на третманот, но има и пациенти кои ќе добијат и многу подоцна после тие 8 месеци. Значи ова е еден просек од 6 до 8 месеци кој е временска рамка, нели, временски период кога се очекува да се добие одреден квалитет на езофагиален говор.
Исто така сме виделе дека пациенти кои што го немаат ларингсот употребуваат еден уред кој што го приклонуваат на вратот и на тој начин се продуцира звук. Значи тоа е електронски или електроларингс. Електроларингс. Како функционира тој уред? Тој електроларингс е фактички апарат кој произведува соодветни вибрации, се потпира на делот од долната вилица, се вклучува и на тој начин се искористува вибрацијата за да се продуцира говор. Тој има своји предности, но има и нормално своји недостатоци. Предноста е кај оние моменти каде што не можеме да добиеме езофагиален говор или кај оние кои веќе го совладале езофагиалниот говор, меѓутоа се наоѓаат во средина каде што не може да дојде до израз нивната силина и јачина на говорот, па ќе го искористат фактички електроларингсот. Меѓутоа тој електроларингс од друга страна произведува би рекле ладен роботски глас кој не е толку пријатен, а и самите пациенти мора да го држат фактички апаратот со тоа што нивната рака или раце не се слободни. Го одбираат ова помагало пациентите? Да, некои во почетокот? Некои го одбираат и најчесто во почетокот го одбираат, се додека не им се објасни дека не ги разберат фактички придобивките кои им ги овозможува учењето на езофагиалниот говор. Бидејќи со езофагиалниот говор еднаш веќе научен и совладан езофагиален говор, буквално се слободни во комуникацијата, немаат проблем, нивните раце се слободни за разлика од оние кои го користат електроларингсот, така да предностите по мене се нешто на страната на езофагиалниот говор. А има ли некои други протези, помагала кои што може да овозможат создавање на глас и говор кај пациентите кај кои што отстранат гркланот? Да, тоа е фактички вградување на така наречена вокална протеза. Таа вокална протеза е вака симплифицирано, поедноставно кажано за да може да разберат што повеќе од гледачите. Едно цевче кое што се наоѓа помеѓу задниот зид на трахејата и предниот зид на хранопроводот и воздухот од белодробието го насочува преку цевчето, се насочува преку цевчето да дојде и хранопроводот да дојде во устната празнина и на тој начин да се продуцира глас, односно говор. Разликата помеѓу вокалната протеза, вградената вокална протеза и езофагиалниот говор е во периодот на совладување на техниката. Ако дека ни се потребни некои 6 до 8 месеци, зборувам за езофагиалниот говор, при вградената протеза тој временски период отприлика се преполовува. Но квалитетот на гласот и во едниот и во другиот случај отприлика се на исто ниво, односно и со вградената вокална протеза не може да се добие квалитетот на гласот или звукот на гласот како во претходната состојба. Како се проценува за кој пациент, која метода е најсоодветна, кои се критериумите? Па, во смисол, мислите помеѓу овие три? Да, овие три методи што се. Во нашиот центар најчесто препорачуваме совладување на езофагиалниот говор. Помалку го препорачуваме, освен во одредени ситуации, користењето на електроларингсот, а вградената протеза зависи од самите пациенти дали одбираат при вршењето на тоталната ларингектомија да им биде вградена, тогаш вокалната протеза или можеби подоцна, но тоа е се оставено на избор на пациентот. Значи, сепак пациентот е тој што ја носи одлуката. Во секој случај. Обично, зашто се одлучуваат кога вака ги пред очите? Па најчесто се одлучуваат барем тие пациенти кои доаѓаат кај нас за првата метода. Значи за езофагиалниот говор. Што со оние пациенти кои што имаат желудочни тегоби или пак некаков проблем со хранопроводникот? Знаеме дека со текот на годините дел од луѓето се соочуваат и со вакви болести. Дали е тоа можеби една од причините зошто не би можела да се спроведе оваа метода? Па до сега не сме имале некаков проблем, зборам, во ова искуство, нели, работа со ларингектомираните пациенти. Нормално, доколку некој има и други проблеми или други тегоби, ќе се пристапи кон решавање на тој проблем, да речеме. Но во секој случај, оваа техника, зборувам за учењето и совладувањето на езофагиалниот говор, воглавном не штети на останатиот дел. Така. Сега, како изгледа првата сесија со пациентот после операцијата
кога треба да започне оваа говорна рехабилитација? Јас најчесто препорачувам да после извршената целосна тотална ларингектомија и евентуално поминатата хемотерапија и зрачна терапија, дури тогаш пациентот да се јави во нашиот центар и тогаш да се пристапи кон рехабилитација или добивање на езофагија. Значи, кога се заврши со целокупната терапија? Со целокупната терапија. Затоа што знаете како. По поминувањето на зрачната терапија, која што може да биде и доста агресивна, како што се оштетува надворешното ткиво, надворешниот дел од кожата, така е поради зрачењето е оштетен и внатрешниот дел од внатрешната страна на вратот и често пати тука имаме потешкоти и во самиот акт на голтање кај тие пациенти додека трае зрачната терапија. Значи нека помине одреден временски период за да целокупниот тој процес и органите се посмират, да се регенерира дел од ткивото и дури тогаш да се почне со рехабилитацијските процеси и добивањето на езофагијални одговор. Каква е психолошката состојба на овие пациенти? Па на овие бидејќи имат и актуелна болест, многу загубили говорот. Добро забележано. Кај сите пациенти кои имаат карцином, психолошката состојба секогаш е поизразена и потешка. Меѓутоа, кај овие пациенти има дополнителен товар. Покрај основната болест, карциномот на ларингс, тука и неможноста или отсуството на комуникација. Неможноста да социјално се инволвираат, и да комуницираат, што им создава дополнителен проблем. Пред се во комуникацијата со самото семејство, па после тоа и пошироко. А кои се најчестите предизвици, но и фрустрации што се јавуваат кај пациентите за време на говорната терапија? Најчестите предизвици кои што се соочуваме, фактички да се објасни на пациентот како да се совлада езофагијалниот говор. Дека тоа не е брз процес, тој сепак бавен процес, но подолго траен, се бара доста голема упорност од страна на самите пациенти, да не се откажат, меѓутоа придобивките кои што ќе ги добијат подоцна ќе бидат во секој случај големи. Се јавува ли понекогаш чувство на нервоза, на изфрустрираност кога нема да може да постигнат гласи покрај тоа што вежбите ги прават, но ете едноставно не успеваат да го совладаат тој чекор? Често се случува, меѓутоа треба да им се објасни на тие пациенти дека сепак треба да се има трпение и со упорност и работа ќе се постигнат одредени резултати. Колку често се прават овие вежби за да се постигне говорот и гласот? Доколку фактички видете вака сега, бидејќи станува збор за пациенти на ниво на цела територија, најчесто ни доаѓаат пациенти од Скопје. Процесот во кој што треба да дојдат е 2 пати неделно по половина час. Доколку пациентите на некој начин се од внатрешноста и не се дел од Скопје, во тој случај се применува да доаѓаат секојдневно по половина час, како би се забрзал целиот тој процес на увежбување и добивање на езофагијален говор. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент да постават прашање во денешната Телма амбуланта. Почитувани, емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизија Телма е веќе испишан на екранот, така што можете да поставите прашања и можеби да споделите некое искуство кое што е поврзано со сето ова за кое што говориме. Кои се обично погрешните очекувања на пациентите пред да започнат рехабилитацијата на говорот? Најчесто погрешните очекувања се дека може да се поврати претходната состојба на гласот. Таа претходна состојба на гласот не може да се поврати. И второто, исто така, можеби нереално очекување, дека многу брзо може да се совладе езофагијалниот говор. Под брзо мислам за неколку дена, за неколку недели и слично. Значи, таквиот процес сепак е, пак ја повторам, долготраен. Бидејќи гледате просекот на добивање на еден езофагијален говор е некаде помеѓу 6 и 8 месеци. Со таа разлика што може да трае и подолго од сето тоа. Тоа значи дека пациентите треба да бидат информирани за сето ова уште пред да напуштат болницата, пред да заминат дома. Па би било добро, например, да постои некаква соработка, да речеме со Орала клиниката, каде што се вршат овие операции и на некој начин да се направи подготовка на пациентот и да му се укаже што го очекува и што може да добие после извршената целосна тотална ларингектомија. Се случува ли некогаш пациентот да не успее да совлада ниту една од овие методи што ги набројавте? Да, се случува.
И покри упорноста. И покри упорноста, затоа што ако земете од 10 ларингектомирани пациенти, 1 до 2 ларингектомирани пациенти никако не ќе може да добијат езофагиален говор. Вклучена е мотивираноста во сето ова или не? Влијат многу фактори влијат. Се разбира, мотивираноста игра улога. Но некаш може се откажуваат? Да, има и пациенти кои што се откажуваат. Со овие пациенти кои што не може да се добие фактички езофагиален говор, ние сепак ги охрабруваме да продолжат и да не се откажуваат. Морам да напоменам дека од овие 10 пациенти 1, 2 до 3 пациенти ќе добијат супер езофагиален говор, останатите 5 до 6 пациенти се во рамките на просекот. Зборуваме за квалитет на езофагиален говор. А кај оние кои што нема да може да успее, колку време ги поттикнувате да одат на овие, да речем условно речено, сесии, каде што се на кои што се учи? Тоа е индивидуално. Тоа е индивидуално и тоа најчесто се врши во директен договор или директна проценка. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до водителката. Ви благодарам. Така и до докторот. Може би не е во негов домен, но само да прашам. Јас сум оперирана тироидна жлеза, карцином пред 6 години. Така. Како посеоперативна компликација добив парализа тотална на гласилките. Тоа чисто се случува кај оние што оперираат тироидна жлеза. Така. Колку време ви беше потребно да го вратите гласот? Да ви кажам, бев после тоа на операција во ремедика кај доктор Оровченец. Тој модел го направи, да не сгрешам, затоа и не го објаснувам. И се чувствувам добро и со говорот, и со зборувањето, меѓутоа, многу имав совет дадено да одам ова што го зборува докторот за говор, вежби. Од време на време знам, простете, при говор да ми се земе воздухот, така да народно кажано да се здткам, и тој тип. Дали може да ми каже докторот, можно ли и од овој тип како јас, што сум со парализа на гласилки и добар глас, нели во ме слушате? Така, ова е едно одлично прашање. Ви благодарам што се вклучивте во денешната Телма амбуланта. Еве сега докторот ќе даде појаснување. Можна чести се операциите на тироидната жлеза и еден од најголемите стравови е да не се загуби гласот и да не дојде до парализа на гласните жици. Што во тој случај? Често пати при операцијата на тироидната жлеза фактички настанува пареза или парализа на една од гласилките, со што се јавува дисфонија. Тоа не е исто како и со претходната состојба. Дисфонијата е фактички губење на квалитетот на гласот кој што го имаме, дали е тоа во форма на засипнатост, пониско ниво на гласност на самиот глас и така натака. И да, ги правиме и тие вежби во Центарот за рехабилитација во вербалната патологија. Значи со вежби тоа може да се подобри или да се врати на истото ниво како што било некогаш? Зависно од состојбата. Тоа е сепак индивидуален пристап и зависи од индивидуално пациент до пациент. Да, пациент до пациент. Кај некого може да се подобри целосно состојбата за да не се примети, зборуваме за квалитетот на гласот, а кај некого ако успееме колку толку да го подигнеме нивото на квалитет на глас или евентуално да може да се овозможи на пациентите полесно да дишат при нивното комуницирање. Советувате гледачката да се јави бидејќи поминало неколку години од операцијата? Дали е тоа важно или не? Важно ли кој ќе се започне, дали веднаш после операција или најдобро би било веднаш после операцијата, доколку се приметат одредени промени, зборуваме на ниво на квалитет на гласот. Меѓутоа, пак би рекол, слободно во било кое време може да се обратат во нашата установа, нема да има проблем. Ајде да го слушаме следното прашање од гледач. Добар ден. Очекуваме уште едно вклучување на гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Ве слушаме одлично, повелете. Само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот, на вашиот ТВ приемник
и да го следите разговорот преку слушалката. Само на таков начин ќе можеме да успееме флуентно да разговараме, да имаме нормална комуникација. Ајде, еве уште една можност за гледачката. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Добар ден. Јас сум во програма. Да, вие сте во програма. Повелете. Голем поздрав имате од периферија, не сум од тука, од Скопје. Ви благодарам. Имам проблем со 4,5 годишно девојче. Нема почнато да зборува воопшто и дали може да има некои вежби за таков случај, пошто девојчето разбира, Така. Се разбира, но не зборува. прима команди, а не зборува. Така. Загрижена сте. Каде можам да го добијам докторот, дали може во моментов да дојдиме да го посетиме и дали може да има вежби за таков случај? Така. Докторот работи во Центарот за рехабилитација на вербална патологија. Докторе, како се доаѓа со упат е потребно да се Потребно извади? матичен упат, редовен Добре. матичен упат од матичен доктор. Да се одвои отприлика саат време, бидејќи ќе се посетат повеќе кабинети. Еден од кабинетите е аудиолошкиот кабинет, каде што ќе се види состојбата со слухот. Ќе се направи стоматолошко-ортодонски преглед, преглед кај дефектолог, преглед кај психолог и на крај се завршува со преглед кај логопед. Така да слободно во секое време може да извадат упат од матичниот доктор и да дадат во нашата установа. Може да се работи со 4 годишно девојче, но овој проблем Да, ќе се види што е проблемот. Откако ќе се детектира што е проблемот. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Од Битола се јавувам. Така. Се работи за мојот сопруг. Исто не може да зборува, 3 години има од операцијата. Дали може после 3 години да се дојди кај докторот за покушвање за зборање? Така. И како може од Битола да закажеме? Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би советувале, докторе? Слободно во секое време повторно исто така како и претходно потребно да се извади упат од матичен доктор и да се дојде во нашата установа. 3 години се поминати. Може сега да се започне со вежби за да се воспостави говор? Во секој случај мораме да видиме состојбата на пациентот. И тогаш фактички ќе се види, ќе се донесе проценката или Значи најнапред се прави проценка, каква е состојбата? Како што реков, значи било кој пациент што доаѓа во нашата установа, поминува низ повеќе кабинети, се вршат одредени некаде тестирање, некаде проценки и после тоа се формира еден конечен најверојатно дека извештај. ларингсот е отстранет и во случај, значи по проценката ќе можете да заклучите да дали видиме и состојбата, да видиме и што е интервенирано, како е интервенирано и така. И сега што е со пациентите кои што нема да можат да научат ниту една од методите и кои што ќе останат без глас? Потребно ли кај нив да се работи на невербална комуникација, на некои алтернативни методи за комуникација? Ако евентуално не може да го совладате езофагијалниот говор, секој пат имате алтернатива во користењето на електроларингсот. Ние во Центарот секој пат форсираме вербална комуникација, бидејќи тоа ни е целта. Да се добие повторно враќање на одредена форма на глас, а со тоа и на говор. А електроларингсот можат сите да го користат? Можат сите да го користат. Меѓутоа, поентата е да се оди кон езофагијален говор. Кон совладување на езофагијалниот говор. Така. Каква е улогата на семејството во целиот овој процес? Улогата на семејството е многу важна. Бидејќи семејството е клетка на секое општество, па така и во конкретниот случај. Представува несомнено поддршка за самиот пациент. Разбирањето на најблиските кон овие пациенти во секој случај им дава голема поддршка. Бидејќи
Знаете, ако не го добиете разбирањето во семејството, не можете да очекувате па да добиете разбирање надвор. Така да поддршката на семејството е силна една мотивација за секој ваков пациент. А каква е реакцијата на околината кога пациентот ќе почне да зборува со новиот глас? Што говори вашето искуство? Најчесто околината не знае што да очекува. Во почетокот можеби малку е резервирана, меѓутоа треба да се разбере дека најчесто и после одреден временски период кај оние кои што добро го совладале есофагијалниот говор биваат прифатени и вклучени во секојдневните животни процеси. Како изгледа психолошкиот аспект? Повторно ќе ве прашам на пациентите, дали е потребно со нив да работи и психолог, психијатар, можеби социјален работник? Во секој случај, ова треба да биде еден интердисциплинарен пристап. Со овие пациенти може слободно да работи по потреба и по проценка, се разбира, во соработка со пациентот и психолог и психијатар. Иако, например, самиот третман на есофагијалните пациенти, според мене, треба да биде многу поширок. Тука може би треба да биде директно вклучена во секој случај соработка и со специјалист орала доктор, треба да биде вклучено и физиотерапевт, за да истите ларингектомирани пациенти обавуваат и физикални вежби, кои што е исто така битно за нив. И има нешто што го немаме кај нас, но би било добро фактички да на некој начин да се воведе, а тоа е така наречена хидротерапија или хидровежби, каде што овие пациенти можат да влезат во базен. Но тука постојат одредени услови. Со оглед на отвореноста на нивната трахеостома се става посебен тип на канила, која што добро го заптива отворот за да не навлезе вода, од предниот дел излегува цевка која што директно влегува во устата и на тој начин се премостува тој дишен пат. Базенот мора да исполнува одредени услови, значи треба да биде аспект. Не само од хигиенски, нивото на водата треба да биде до градниот кош. Така. И секогаш надвор од базенот да има обучен спасувач. Дали ова значи дека пациентите како што целосно отстранат гркланот имаат одредени ограничувања во однос на физичката активност, хранењето? Во принцип немаат ограничување, во зависност од нивниот физикус или нивните физички предиспозиции. Меѓутоа, што е ограничувањето? Најчесто овие ларингектомирани пациенти што прашуваат? Дали можам летниот период да влезам во езеро или во море? Не може да влезе. А не може? И не се препорачува. Зошто го кажувам? Затоа што сепак трахеостомата е отвор со кој што белодробието директно комуницира со надворешниот дел. При евентуална аспирација на вода, сето тоа може да биде фатално за тие пациенти да дојдат до давење, така? Директно би завршила водата во белите дробови. Директно во белите дробови. Од тие причини не се препорачува такво нешто. Кои се најчестите заблуди, митови кои што се поврзани со оваа состојба? Јас издвоив некои од нив. Значи, вие можете да споменете дел од нив, а и јас секако ќе дополнам. Вели дека никогаш повеќе нема да може да го вратат говорот, тоа значи не е точно. Никогаш нема да може да се смеат и да пеат. Не, може да се смеат, не е проблем. Меѓутоа, заблудата е дека кај поголемиот дел од пациентите и нивната желба да се врати претходната состојба на гласот. Тоа не може. Тоа отворено треба да им се каже дека тоа не може. Меѓутоа, како реагираат во тие моменти кога ќе сватат дека не може? Или веќе го има тоа сознание? Подготвени, но желбата да се врати претходната состојба е очигледно многу поголема во однос на сегашната состојба. Инаку тие кои што се добро увежбани говорители на езофагијален говор можат и да пеат. Можат да комуницираат преку телефон, што обично е тешко. И во тој случај тие пациенти ги сметаме за добро обучени или пациенти кои добро го совладале езофагијалниот говор. Никогаш ќе треба во Телма амбуланта да поканиме некој од нив и тие да ја споделат својата приказна со гледачите и да ги охрабрат оние кои што минуваат низ слична приказна дека успехот е можен. Може, да. Храната, вели, кога зборуваме за митовите, храната и пијалокот одат директно во дишниот отвор? Не, во конкретниот случај не може да се случи тоа, бидејќи тој дишен пат е прекинат. Она што ние го викаме, нели, дали можеме при конзумирање на храна да се задушиме, нели, или да навлезе храна во
во трахејата, во дишниот дел, не може. Во конкретниот случај, кај ларингектомираните пациенти не може. Значи, и од тој аспект, тоа уште едно од заблудите. Дали кај нас има доволно стручни лица кои што би можеле да работат со пациенти на кои што имаат целосно отстранет ларингсот во процесот на говорната рехабилитација? За жал сме во мал број. Според мои сознание, мислам дека сме двајца, евентуално тројца во цела држава, кои што работиме на рехабилитацијата и добивањето на езофагијални одговор. Проблемот не е за пациентите кои што припаѓаат на скопското подрачје, проблемот е фактички со пациентите од внатрешноста кои треба да патуваат или евентуално да се сместат во Скопје па да доаѓаат во нашиот центар. А процесот трае, како што споменавте, по долг период? Процесот е долг. Не се решава преку ноќ. Не се решава преку ноќ. Може да се користат новите алатки, дигитални, па онлайн. Па најдобро е со лично присуство. Да, најдобро е со лично присуство. Значи мора лично присуство. Бидејќи има некои работи кои што треба да се објаснат и да се слушнат, па и да се доживеат. Потребно ли е трпение и кај пациентот и кај докторот во целиот тој процес? Во секој случај. Во секој случај е потребно големо трпение, голема стрпливост и нормално соработка и со пациентот, за да може да го разбере целиот процес и за да може фактички да постигнеме одредено ниво на успех. Јавноста треба да биде запознаена со сите ова, за да може да го разбере целиот процес и она ни што поминуваат пациентите, но за да има и разбирање за новиот глас со кој што зборуваат овие лица. За жал, постои многу ниско ниво на едукација кај нас, особено на пациентите, бидејќи голем број од пациентите не знаат дека после извршената целосна тотална ларингектомија и завршувањето на зрачната хемотерапијата може да дојдат кај нас и да се обидат да повторно го повратат гласот и повторно го повратат говорот. Се разбира, едукацијата на населението е исто така на ниско ниво и мислам дека е потребно да се подигне свеста од тој аспект. Докторе, што е со оние пациенти како што е делумно отстранет ларингсот? Со каков проблем пак тие се соочуваат? Кај пациентите кои што делумно е интервенирано, така би рекол, и каде што имаме задржана поголем дел од структурата, особено на гласилките, или барем ја имаме едната гласилка, во тој случај можеме да работиме, но на добивање на квалитет на гласот, бидејќи тие пациенти сепак го имаат гласот, меѓутоа тој глас не е на потребното ниво, не е со потребниот квалитет. Значи тука е сличен пристапот како кај пациентите на кои што има направена операција на тироидната жлезда, така? Да. Истиот проблем е, но и тука постои решение. Сличен Да. проблем е. Да. Бидејќи сепак индивидуално од пациент до пациент. А се случува ли пациентите кои што имаат операција на тироидна жлезда никогаш повеќе да не го вратат гласот? Па до сега не сум имал таков случај. Да, како дисфонија, да, како намален квалитет на гласот, меѓутоа, ако збориме за целосно отсуство на глас или афонија, до сега не сум имал. До сега се немале нешто такво. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што ни предучивте многу факти поврзани со оваа состојба. Се надевам дека барем колку толку ја приближивме оваа проблематика до гледачите и до јавноста, за да фактички се види дека ларингектомираните пациенти се обични луѓе како и сите нас, кои имаат одреден проблем со гласот после отстранувањето на ларингсот. И дека постои рехабилитација на гласот за оние кои што не знаат дека имаат таква можност. Така. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, ви благодарам и вам што и денеска не следевте со внимание од самиот почеток на денешната Телма амбуланта. Емисијата можете да гледате секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути. Следете не редовно, бидејќи заедно учиме за здравието. Ви посакувам пријатен ден.